تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان welcome holy month رمضان أهلا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أما بعد. Благодарноста му припаѓа на Аллах Азza wa Jalla. Благодарност која доликува на Господар на сите светови. Благодарност која ни пропиша Рамазаност со цел да се доближиме до неговата милост, до неговата прошка, до неговиот дженнет. Салават, селам, мир и спас и благослов му донесуваме на последниот пејгамбер и миреник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, кој не поучи на сите патишта кои водат до дженнет и не предупреди на сите патишта кои водат во џехеннем. Па го молиме Аллах Азza wa Jalla да ни ги олесни патиштата за дженнет, а да не оддалечи од патиштата кои водат во џехеннем, во неуду билlah. Драги браќа, Господарот Аллах субханаху ва таала кога зборува за Рамазанот како верски пропис, институција, исламски шарт, вели: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ. 185 ајет, суре Бекаре. А кој од вас ќе биде болен или пак на пат? فَعِدَّةُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ќе надопусти тоа што го испуштил. Ќе ги надопусти тие денови. Ти си болен или пак си патник, не си должен да постиш во таква состојба на болест или патување, после Рамазан ќе ги надопустиш тие пропуштени денови. Господарот Аллах субханаху ва таала продолжува и вели: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Аллах Азza wa Jalla сака да ви олесни, а Аллах не сака да ви отежни. И затоа решивме да зборуваме за леснотијата на оваа вера. Бидејќи рекол Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем во хадис сахих: бу'ithtu bil hanafiyati samha. Испратен сум со чиста монотеистичка вера и со толерантна вера. Верава, драги браќа и ценети сестри, почитувани верници и вернички, верата наша е лесна. И Аллах Азza wa Jalla преку верата сака да ни олесни, не да ни отежни. И затоа во хадис кој го бележи имам Тирмизи, хадис веродостоен, ан Муас ибн Џебел радијаллаху анху, Муас ибн Џебел асхабот пренесува: бев на патување со Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем. Се доближив до пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем и го прашав: Ја Расулаллах, ахбирни би амелин юдхилуни ел дженне ва юбаидуни ани нар. Аллахов пратенику, извести ме на дело кое
ќе ме воведе во џеннет. И дело кое ќе ме оддалечи од пекол, од џехеннем. Пегамбер салаллаху алейхи ва селем му вели: "Лекад саалтани ан азимин." Ти ме прашал за една голема работа, за едно величествено дело. "Валакиннаху јесир ала мен јесараху Аллах." Меѓутоа, тоа дело е лесно на оној кому Аллах ќе му го лесни. Видите ги, браќа? Тоа е возвишено дело. Меѓутоа, е лесно ако Аллах ни го лесни. И потоа продолжи Расулуллах салаллаху алейхи ва селем и вели: "Та'буду Аллаха ва ла тушрику би шеја." Да го обожуваш Аллах без да му припишуваш друженик. Прво дело. Тукимус сала, да кланеш намаз. Тути зека, да даваш зекат. Тесуму рамадане, да постиш Рамазан. Ва тахуджу ел бейт, и да направиш хаџилак, да посетиш Аллаховата куќа. Тука завршува хадисот. Овие се 5 исламски рукнови, 5 исламски столбови. И затоа улемата, како шех Мухамед ибн Салих ел Уthaymin вели вака: верата наша е лесна. Па оној кој сака да клања со срце и искрено заради Аллах, Аллах намазот ќе му го лесни. Рамазанот Аллах ќе му го лесни. Хаџилокот Аллах ќе му го лесни. Зекатот Аллах ќе му го лесни. Додека оној кој ќе и пристапи на верата со мрзоволност, оној кој ќе и пристапи на верата со тежина, со неискреност, за него извршувањето на 5 намази е тешко. Постојањето на Рамазан е тешко. Давањето на зекат пари е тешко. Одењето на хаџилак е тешко. Затоа улемата вели: оној кој ќе рече дека верата е тешка, не е вистина. Верата е тешка за оние кои не се комплетни верници, не се совршени верници, не се искрени верници. Бидејќи ако ние и пристапиме на верата со искреност, Аллах ќе ни олесни. Аллах ќе ни олесни да стануваме за сабах намаз. Аллах ќе ни олесни да постиме Рамазан. Затоа, драги браќа, ако погледнеме во Аллаховата книга Куранот, ќе видиме дека Аллах азza wa jalla на многу места вели: "Вама джа'ала алейкум фи дини мин хараџ." И Аллах не ви направил ништо во верата што е тешко. Юриду Аллаху ан юхаффифа анкум. Аллах сака да ви олесни. На друго место вели Аллах азza wa jalla: "Фаттаку Аллаха мастата'тум." Плашете се од Аллах колку што можете. Плашете се од Аллах колку што можете. Значи, нашата вера е вера во границите на можноста. Аллах азza wa jalla е наш Господар. Тој знае ние што можеме и тоа ни го задолжил. И затоа ќе рече Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем: "Иза амартукум би шејин фа'ту бихи мастата'тум." Кога ќе ви наредам нешто, кога ќе ви задолжам нешто да го правите, правете го колку можете. Правете го колку можете. Значи, верата, драги браќа и ценети сестри, е да ни олесни. И затоа ќе видиме дека кога Пегамбер со селем слушна дека Абдула ибн Амр ибн Ас дење пости, ноќе клања. Замисли, Асхаб, Абдула ибн Амр ибн Ас дење постел, ноќе клањал. И Пегамбер со селем дојде кај него и му рече: "Семијато, слушнав дека дење постиш, ноќе клањаш, постојано, перманентно, константно." Му рече: "Немој да правиш така. Сум фефтир, пости и расифи. Некој ден пости, некој ден не пости. Спи, нем, фекум. Некоја вечер клања и некоја вечер спи." Бидејќи ова вера е лесна. Аллах азza wa jalla нема да му здодее се додека нам не издодее. Вели Пегамбер салаллаху алейхи ва селем: "Инна Аллаха ла јемеллу хатта тумеллу."
на Аллах нема да му здодее додека вам не ви здодее. Па човек кој нон-стоп пост или нон-стоп ноќе не спие, клања ноќе намаз, ќе му здодее, ќе му стане тежина. Затоа прави постојано, од време на време, со цел да имаш волја во ибадетот. Погледне го овој хадис на пегамбер салаллаху алейхи ва селлем, каде од Михжен ибн Адра enne Расул Allah саллаллаху алейхи ва селлем реа раджулен юсалли. Пегамбер саллаллаху алейхи ва селлем виде човек кој клања. Па еден му рече тараху юсалли. Аллах пегамбер го гледаш овој човек како клања? Култу ја Расулаллах хада акthar ахле Медине сала. Овој човек, Аллах пегамбер е најповеќе човек со намаз во Медина. Значи овој човек го гледаш што клања, тој има најповеќе намаз во Медина. Фекале Расулу со селем пегамбер алейхи рече ла тусмијаху. Немој тоа да му го кажеш. Немој да дозволиш тоа да го слушне дека тој има најповеќе намаз. Фетухликаху. Ако тој слушне дека има најповеќе намаз во Медина, тогаш тоа ќе го уништи него. Тогаш ќе му влезе во него самодопадливост. Инна Аллаха иннема араде бе хадихи l'умме el-юсре. Навистина Аллах со ова вера сака да му олесни на умметов. Видите, драги браќа, Аллах аззе ва џеле сака нам да ни олесни. Валем юрид биха el-уср, Аллах не сака на овој уммет да му отежни. Тоа е целта. И затоа пегамбер салаллаху алейхи ва селлем, како што бележи Бухари Муслим, која ги испрати пегамбер салаллаху на Ебу Муса ал-Ешари и на Муаз ибн Џебел радијаллаху анхума, Аллах да биде задоволен со нив двајца, ги испрати во Јемен да достават Аллаховата вера. И пегамбер салаллаху им дава порака, им дава златен совет, кој ние треба да го примениме, драги браќа, во нашиот живот. Бешира вала тунефира. Радувајте, а немој да игнорирате. Јесира вала туасира. Олеснувајте, а немој да отежнувате. Вататава вала тахталифа. И бидете согласни. Немој да се разидувате. Немој да се разделувате. Видете, драги браќа, колку е нашата вера прекрасна. Јесиру вала туасиру. Осекину вала тунефиру. Века олеснувајте, немој да им отежнувате. Приближувајте, немој да оддалечувате, немој да истерувате. Во хадис Бухари вели Аиша радијаллаху анха: ма хујира небију бейна ал-амрейн илла хтара ајсарухума ма лем јекун фихи исм. Секогаш Аллаховиот пегамбер Мухамед саллаллаху кога пегамбер ја избирал најлесната ако нема греф во неа. Меѓу две работи, пегамбер ја избирал најлесната ако нема греф. И затоа нашиот пегамбер е пегамбер на милост, пегамбер на олеснување. Вели пегамбер салаллаху алейхи ва селлем: инни ла адхулу фи сала. Вика пегамбер селлем: јас вика влегувам во намаз со намера, со ниет да одолговлечам, да клањам подолго намаз, да повеќе учам кираат, да повеќе стојам на руку или повеќе стојам на сеџда. И потоа вели: фа асма бука саби фа атаџауз. И ќе слушнам глас на бебе како плаче, па го забрзувам намазот, керахијетен ен ешука ла уммети, со цел да не му отежнам на умметот. Погледате, пегамбер селем намаз го скратува со цел мајката да го земе бебето да не плаче, да ни олесни нам. Дури вели во хадис сахих: лаула ешука ла уммети ла амертум бис сивак. Се плашам да не му отежнам на мојот уммет, че им наредив да ги мијат постојано забите. Пред секој намаз или пред секој абдес. Меѓутоа не сакам да му отежнам на мојот уммет. И затоа еднаш Мухамед салаллаху алейхи ва селлем, додека држеше предавање, пегамбер салаллаху алейхи ва селлем беше на худба и види еден човек кој се викаше Ебу Исраил. Ебу Исраил, човек, пегамбер држи говор, тој станат на нозе. И пегамбер се рече: што е со тој човек? Нека седне.
Река Божи пегамбер, тој е Ебу Исраил, кој дал завет дека ќе пости, ќе стои на сонце, ќе стои на нозе и нема да седнува. И пегамбер се што е таа работа? Му руху, наредете му нека седне, нека не се изложува на сонце. Ако му е тешко, нека не пости. Тоа е, драги браќа, вера. И затоа вели пегамбер селем, инне хаза дине юсрун, навистина ова вера лесна. Вален юшаде динун ахадун илла галебеху. А оној кој сака на верата да ја пристапи со сила, таа ќе го победи. Таа ќе го победи. Затоа пристапете и на верата со нежност, со толеранција, со великодушност, со благост, не со агресивност. Бидејќи човекот како створение во хуликал инсану даифа, човекот е створен слаб. Во една прилика дојдоа Ебу Бекр и Ханзала кај Ресулуллах саллаллаху алейхи ва саллем. Ханзала асхаб. Ебу Бекр асхаб. Ханзала, одејќи попат, го сретна на Ебу Бекр радијаллаху анху. И Ебу Бекр го прашува: ја Ханзала, шо правиш, како си? Кале нафака Ханзала. Рече, Ханзала станал мунафик. Ви Ханзала, асхаб, за себе вели дека Ханзала е дволичнак, е лицемер. Субханаллах, тоа е тежок збор да човек рече дека е мунафик. Меѓутоа, асхабите се плашеле за својот иман. Се плашеле за својата вера. Па Ебу Бекр вели: а зошто така? Рече: о Ебу Бекр, кога сме кај пегамбера и слушаме за џеннет и за џехенем, како да ги гледаме, иманот ни расте. Меѓутоа, кога се вратиме дома, дуња, жена, едно, иманот ни паѓа. Па се плашам да не сум мунафик. И тогаш Ебу Бекр му рече: и јас истото го чувствувам. Видете, асхабите се плашеле за својот иман. Кога се од друштво на пегамбер салаллаху алейхи ва саллем, нивниот иман расте. Кога пегамбер им зборува за џеннет, им зборува за џехенем. Тие како да ги гледат со своји очи, како да ги доживуваат, како да се во џеннет. Меѓутоа, кога ќе се вратат дома, тогаш тие со жените се мешаат, со децата, со обврските кон дуњалукот и тогаш нивниот иман опаѓа. Па тие сега се плашат за својот иман. Па му рекоа на Расулуллах салаллаху алейхи ва саллем: ја Расулуллах, вака е состојбата со наша. Погледнете и послушајте што им вели пегамбер салаллаху алейхи ва саллем. Им вели: валлази нефси бијадихи, и се колнам во оној во чии раце мојата душа. Лау тедумуне ала ма текунуне инди, ако вие бисте биле секогаш во иста состојба, и во џамија исто, и дома исто. А тоа не е можно. Да човек кога е со Расулуллах, човек кога е во џамија, кога слуша предавања, неговиот иман расте. Кога ќе излезе надвор со жени, со деца своји, со дуња, тогаш иманот му паѓа. И пегамбер селем: лесафехаткумул малаикету ала фурушикум ва фитурукикум. Ако ви имате ист иман и во џамија, и надвор, и на улица, и на работа, тогаш мелеките ќе ве поздравуваат и во вашите постели, и во вашите патишта. Валакин ја Ханзала саа ва саа. О Ханзала, полека, полека, полека. 3 пати мрже. Пегамбер селем. Значи, драги браќа, ние не можеме да бидеме секојаш во иста состојба. И затоа, Аллах азza ва џеле, да бидеме свесни дека Аллах азza ва џеле ова вера ја направил умерена. Во ова вера нема екстремизам, во ова вера нема претеризам, меѓутоа нема ни попуштање. Ихдине сиратал мустаким, упати на направиот исправен пат, пат на умереност, кој не е пат само на духовност, ниту пат само на материализам, туку тој е спој меѓу материјалното и духовното, меѓу дуњалук и ахирет, меѓу тело и душа. Е тоа, драги браќа, целта од нашата вера, да ни олесни, не да ни отежни. Затоа рекол пегамбер селем: салли кајмен, клањај станат. А ако не може станат, клањај седнат. Ако не можеш седнат, клањај легнат. Ако не можеш легнат, клањај пружен. Ако не можеш пружен, клањај со ишарети, со очи. Ако има вода, земај абдест. Ако нема вода за абдест, тога земај темум.
Тоа е, драги браќа, леснотијата на оваа Аллахова вера. Затоа го молим Аллах за уџеле да ни ја олесни верата, да ни го олесни сваќањето на верата и да ни го олесни практикувањето на нашата вера Ислам, иншаллаху таала. Го молим Аллах за уџеле да ни ги прими нашите пости, нашиот Рамазан, нашите ибадети и да не воведе во џеннетул фирдеус во друштво со Расулуллах саллаллаху алейхи ве селем. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.